Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Добре дојдовте на уште едно проучување посветено на Старозаветната книга Излез. Денес ќе размислуваме за еден од најважните моменти во оваа книга – воспоставувањето на празникот Пасха. По првото послание до Коринтијаните 5:7, апостолот Павле вели дека Господ Исус Христос е нашата Пасха, што значи дека денес ќе размислуваме за нешто што е старозаветна предслика на Исус. Првиот месец од годината, согласно израелскиот календар. Ке ги прочитам првите два стиха од глава 12. И Господ им рече на Мојсей и на Арон во земјата египетска, велејки: овој месец да ви биде почеток на месеците, да ви биде прв месец меѓу месеците во годината. Според начинот на кој ја подели в книгата Излез, глава 12 е почеток на еден нов дел. Првиот дел кој се состои од првите 11 глави го нареков Ослободителот, а вториот дел Ослободувањето. Ослободувањето за кое ќе размислуваме сега не дојде од Мојсей, туку преку крвта на јагнињата кои израелците ја попрскаа на своите довратници. Во глава 13 и 14 имаме опис на тоа како народот го мина мртвото море. На Пасха Бог ги избави израелците преку крв, а кај мртвото море преку сила. И за нас христијаните важи истото. Божјото откупување, кое ни е обезбедено на Голгота, е преку крв и сила. Крвта на Исус Христос е цената која беше платена за нашите гревови, а силата на Светиот Дух ни овозможува да живееме свет живот кој ќе биде за Божја слава. Христијанскиот живот има два важни аспекти. Тоа што Господ Исус го направи на крстот за нас и тоа што Светиот Дух го прави во нашите срца. Во стиховите кои ги прочитавме, Бог им кажува на израелците кој ќе биде првиот месец од годината за нив. Месецот кога ја празнуваат Пасхата. Како што ќе забележите во стиховите кои ќе ги прочитам подоцна, кога Господ му зборуваше на Мојсей за Пасхата, тој му кажа дека секое семејство треба да го празнува овој настан. На некој начин, Бог сакаше да покаже дека нагласокот не треба да биде само на народот како целина, туку и на секое семејство посебно. Нему му беше важно секое семејство да знае што треба да направи и како на достоен начин да ја прослави Пасхата. На Бог му се важни семејствата, бидејќи семејствата го сочинуваат народот. Првата Пасха. Според информациите кои ги имам, Пасхата е најстариот религиозен празник помеѓу луѓето. Кога им кажа на израелците да ја празнуваат, Бог всушност ги поттикна секоја година да имаат причина да се навраќаат на делата кои тој ги направи во Египет и начинот на кој го избави народот од робство. Ова е еден од најважните празници за евреите, а важен е и за христијаните, бидејќи е предслика на жртвата на Господ Исус. Забележете што вели Бог во стих 3. Кажете му на целиот собир на синовите израелски: на 10-тиот ден од овој месец, секој нека земе јагне шилеже според бројот на челата, значи по едно на семејство. Има две нешта кои сакам да ги нагласам од овој стих. Првото е крвта на јагнето, а второто е семејната атмосфера. Бог им кажа на израелците дека треба да ја намачкаат крвта од јагнето на нивните довратници. Тоа се однесува до втората тема. Предпоставувам забележувате колку му е важно семејството на Бог. Неговиот план беше да ги ослободи израелските семејства, а со тоа и да го ослободи целиот народ. Семејствата се најважната клетка на едно општество и затоа Бог става посебен нагласок на нив. Стих 4. Ако се помалку во домот за едно јагне, нека го земе кај себе соседот кој му е најблизок, со онолку души колку што треба, за да може да го изедат јагнето. Бог не само што ги спомнува семејствата, но става нагласок и на поединците. Секое семејство треба да земе по едно јагне. Но ако некој човек има сопруга и тие немаат деца, или можеби нивните деца се иселени, таквото семејство треба да ја празнува Пасхата со соседите кои можеби се наоѓаат во слична положба. Покрај другото, поентата која требаше да ја сватат израелците е дека станува збор за празник во кој е важно заедништвото помеѓу луѓето. Пасхата е време кога семејствата, но и соседите се потсетуваат на Божите чудесни дела. Тоа се однесува и на сите други празници за кои Бог им кажа на израелците да ги почитуваат.
Но да се вратиме назад, на семејниот аспект од празникот. На секој член од семејството му беше јасно што се прави и зошто се прави тоа. На Бог му се важни семејствата, но најмногу од се му се важни поединците, бидејќи тој не ги спасува луѓето врз основа на нивната припадност во одредено семејство, туку врз основа на нивната лична вера. Сетете се на новозаветниот настан со чуварот на затворот од Филипи. По книгата Дела пишува дека се спаси целото негово семејство. Но тоа не беше така поради неговата вера, туку бидејќи сите од семејството поверуваа во Господ Исус. Истото се однесува и на празнувањето на Пасхата. Секој во семејството требаше да знае што се случува, но и да верува во Божјото спасително дело. Ако мислите дека семејството на чуварот од затворот во Филипи беше спасено поради неговата вера, жал ми е, но не сте го разбрале стихот како што треба. Вистина е дека му беше кажано: "Поверувај во Господ Исус и ќе биде спасен ти и твоето семејство." Но тоа не значи дека семејството ќе се спаси врз основа на неговата вера. Секој од нив требаше да донесе одлука да му го предаде животот на Господ Исус. Бог јасно им кажа на израелците дека за време на Пасхата секој треба да има удел во јадењето на јагнето. Ако сакаат да бидат благословени и спасени, израелците требаше да јадат од јагнето. Зарем тоа не ве подсетува на нешто? Новиот завет вели дека Исус е Божјото јагне и секој кој сака да добие спасение од вечната казна за гревот, треба да го прифати Божјото јагне и неговата жртва на крстот. Патем, ова е последната казна која Бог ја прати во Египет и е посериозна од сите останати. Ке се сетите дека земјата во која живееја израелците беше поштедена од последните 3 казни. Божјиот народ беше поштеден од судот, но тие се уште не беа ослободени. Ако сакаа ослободување, требаше да веруваат дека крвта на јагнето ќе им помогне да ја избегнат последната казна во Египет. Таа вечер израелците направија нешто необично. Ги попрскаа довратниците од своите куќи со крв од јагне. Ке го прочитам стих 5. А јагнето или јарето да ви биде здраво, машко, без недостаток, од 1 година. Земете го од овците или од козите. Јагнето е предслика на Христос, кој исто така ќе биде убијан од израелците. Слушнете што им заповеда Господ во врска со јагнето. Стих 6. И чувајте го до 14-тиот ден од овој месец, а тогаш општиот собор израелски нека го заколе, во приквечерина. Забележете нешто многу интересно од овој стих. Господ вели: општиот собор израелски нека го заколе. Секое семејство имаше јагне кое требаше да го заколе, но имаше едно посебно јагне кое требаше да биде заколено кога народот ќе се собере заедно на едно место. Тоа се случи и со Божјото јагне, Господ Исус Христос. Тоа е нашето пасхално јагне, кое беше жртвувано поради гревовите на секој од нас. Сега доаѓаме до оние стихови кои се однесуваат на попрскувањето на довратниците со крвта од јагнето. Стих 7. И нека земат крв од него, и нека ги попрскаат обата довратника и горните прагови на куќата во која ќе го јадат. Израелците требаше да земат од крвта на јагнето и да ги попрскаат довратниците со неа, за ангелот на смртта да го одмине нивниот дом. Со тоа секој кој живее во тој дом ќе биде заштитен од смртта. Мислам дека овој настан многу добро го објаснува одговорот на прашањето што ќе се случи со малите деца кога Господ Исус ќе дојде по својата црква? Дали ќе ги остави или ќе ги земе заедно со нивните родители кои веруваат? Ако децата се толку мали што не може да го разберат Евангелието и да поверуваат во смртта и воскресението на Господ Исус, верувам дека и тие ќе бидат земени заедно со нивните родители. Не ми се верува дека Бог ќе ги земе родителите, а ќе ги остави децата сами. Стихот вели: и нека земат од крвта од него и нека ги попрскаат обата довратника и горните прагови на куќата во која ќе го јадат. Крвта на јагнето беше знакот по кој ангелот на смртта знаеше кои куќи да ги одмине. Сите во домот кои беа доволно возрасни да сватат што се случува, веруваа во тоа, но децата кои беа премногу мали за да знаат беа помилувани. Кога ќе се случи грабнувањето на црквата, оние деца кои живеат во христијански домови, а не се доволно возрасни за да го разберат Евангелието, ќе бидат земени заедно со нивните родители. Како што Бог ги помилува израелските деца, така ќе ги помилува и децата на христијаните.
Забележете што пишува во стих 8. И нека јадат месо истата ноќ, на оган печено, со пресен леп и со горчливи тревки нека го јадат. Ова беше еден од најважните моменти во историјата на израелскиот народ. Бог им кажа дека треба да го празнуваат овој празник како во кругот на семејството, така и со најблиските пријатели. Пасхата не беше празник само за возрастните, туку и за децата. Тоа е од особено значење, бидејќи и на децата им е потребно да знаат за Божите дела и за Божјето спасение. Денес, за жал, во некои цркви има програми за деца, но тие програми се сведуваат на игри и на забава, а не на поуки од Светото писмо. На децата уште како им е потребна веронаука, бидејќи треба уште од мали нозе да ги учиме за Бог и да го сееме Божјето Слово во нивните срца. Кога израелците ја празнуваа првата Пасха, сигурен сум дека нивните деца постојано прашуваа зошто го прават тоа што го прават. Така што, овој настане пример за нас денес, да знаеме дека не треба да ги двоиме семејствата, туку треба да најдеме начин како на секоја генерација од семејството да и го пренесеме Евангелието. Бог им кажа на израелците да го јадат јагнето откако ќе го испечат на оган. Во Библијата огнот е слика за Божиот суд. Станува збор за судот врз гревот на луѓето. Бесквасниот леп е слика на Господ Исус Христос, кој рече дека е лебот на животот и дека секој кој го јаде неговото тело има вечен живот. Тоа се однесува на причестувањето. Што се однесува до горчливите тревки, постојат неколку толкувања за нивното значење. Единственото нешто што ќе го кажам во однос на нив е дека, кога ги повикуваме луѓето да поверуваат во Христос, ние им ја представуваме најрадосната вест во овој свет. Но таа вест има неколку горчливи вистини кои треба да ги прифатат, но и горчливи моменти со кои ќе се соочат поради нивната вера во Исус. Слушнете што пишува во стиховите 9 до 11. Немојте да јадете од него сурово, ниту во вода варено, туку само на оган печено, со главата, со нозете и со внатрешнината. И ништо од него немојте да оставате до утрината. Ако пак нешто од него остане до утрината, изгорете го на оган. А вака јадете го, опашани околу половината, обувките да ви се на нозете, и стаповите ваши во рацете ваши, и јадете брзо. Тоа е Пасха Господова. Пасхата е многу добра слика на Господ Исус Христос кој беше жртвуван за нашите гревови. Кога доаѓаме кај него со вера, ние треба да сме подготвени, односно опашани околу половината и со обувките на нозете. Што мислам со тоа? Кога доаѓаме кај Исус, треба да сме подготвени да го напуштиме светот и неговите начала. Ние се уште ќе живееме во овој свет, но нема да бидеме водени од неговите вредности. Пред некое време имав интересен случај поврзан со ова што го зборувам. Ми се јави една жена која ја прифатила христијанската вера, а е собственик на продавница за алкохол. Таа ми рече, нема веќе да се занимавам со продажба на алкохол. Ако треба ќе земам и чекан и ќе ги искашам сите шишиња со алкохол во мојата продавница. И реков, нема потреба од тоа. Продајте ги и потоа ако сакате можете да ги донирате тие пари. Ме послуша и откако го продаде алкохолот никогаш повеќе не се врати во тој бизнис. Токму тоа значи излегување од Египет. Таа беше спремна да замине од светот и никогаш повеќе не се врати назад. Бог им кажа на израелците да ја јадат Пасхата, но да бидат подготвени да ја напуштат египетската земја во секој момент. Што е со вас? Дали го напуштивте Египет или се уште седите таму? Ако сте се уште во Египет, вие не сте му целосно предадени на Христос. Стих 12. Зашто ќе поминам низ земјата египетска таа ноќ и ќе го убијам секој првороден во земјата египетска, од човек до добиток, и ќе им се одмаздам на сите египетски богови, зашто јас сум Господ. Сите казни за кои читавме досега беа насочени кон боговите кои се обожуваа во Египет. Секој од нив бараше првородените деца на египтјаните да му бидат посветени нему. Со тоа што Бог го зеде животот на секој првороден, тој всушност покрај другото покаже дека е посилен од сите нивни богови. А крвта ќе ви биде знак на куќите во кои ќе бидете. И кога ќе видам крв, ќе ве одминам, па нема да има меѓу вас помор, кога ќе ја казнам египетската земја. Како што можете да забележите,
Бог рече дека ќе ги одмине оние домови каде што ќе види крв на довратниците. Тоа значи дека единственото нешто што израелците требаше да го сторат за да се спасат е да ги попрскаат довратниците со крвта. Не мораа да прават добри дела за да бидат спасени, туку само да се надеваат на крвта на јагнето. Колку прекрасна предслика на спасението кое ни е достапно преку Исус Христос. Бог бараше од израелците да имаат вера во неговото спасително дело. Тие со ништо не го заслужија избавувањето од робство. Го добија само поради Божјата милост. Токму тоа се случува и со спасението на нашите души. Го добиваме без заслуга и само преку вера во крвта на јагнето. Израелците не беа спасени бидејќи направија некои религиозни церемонии или обреди преку кои му угодија на Бог. Бог рече: кога ќе ја видам крвта, ќе ве одминам. Тие не беа спасени бидејќи припаѓаа на црква. Ангелот на смртта не одеше ни соседството да прашува кој правел добри или лоши дела. Израелците беа спасени преку крвта на јагнето. Ако спасението зависеше од добрите дела на израелците, сигурен сум дека ниту еден од нив немаше да биде спасен. Па дури ни Мојсе и Јарон. Сите тие беа грешни, како што и ние сме грешни. Токму затоа ни е потребна Божјата милост. Сето ова е предслика на спасението кое е прикажано во Новиот Завет. Израелците го убија Божјото јагне, но секој кој верува во него ќе добија спасение од вечната казна за гревовите. Од нас не се бара да бидеме добри за Бог да не спаси. Добрите дела се плодот на спасението, а не коренот на спасението. Бог сака и очекува да правиме добри дела, но добрите дела не се предуслов за спасението. Има само еден предуслов за спасението, а тоа е верата во крвта на Божјото јагне, која беше пролеена на крстот поради нашите гревови. Тоа е единственото нешто што Бог го бара од вас. Следниот пат ќе продолжиме да размислуваме за празникот Пасха. Се надевам дека ќе ни се придружите. До тогаш, Бог нека ве благослови. Секое добро. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.